едно прашање. Дали ви си има случајно во изминативе месеци да ви звони некој да не можете да се јавите на моментот, да ви осте 1-2 пропуштени повици? После кога ќе звониш, прашваш ало ви требав нешто сте ме барале, појма немат луѓето дека те бара. Дали ви си има тоа случај? Ти не знам оти, ама мене последните месеци едно 200 пати ми си има случај. Звони некој број што не го знам, почнуваат да ми зборат за некоја сметка, му спушта. Он и друг број што не го знам. Се одена страна и таква ми работа да си велиш ај може ме бара некој за нешто му крева. Па некој од таму роботски глас тантара пантара му спушти и почнав нормално да не крева. Се ги крениш еднаш 2 пати, после не крешам, почнуваат да звонат и од број што ги знаеш веќе или од број што се од компании. Значи овие луѓето изгорени се измами да прават. Првично звоне од некој странски број такви, сега почне од локални да звонат. Го побара овој феномен на интернет и се дешавал по светот многу често. Но кај нас ни пошто каснije малце покасно иди. Вика спуфинг. Шо е спуфинг и шо се тие измамите ќе правиме муавет после шпицата. Ајде те пуште на шпица и одиме. Широко некако, широко ти поглед. Некако како полно да изгледа. Па полно мате. Редно беше мислам. Че не дека нешто кузне шо е сменето истата завеса. И тие си беа таму само што не гледа. Зато се ќе гледа. Тие си иначе тие дрвата што и правев. Дифузери како се викат. Не би. Имам тука уште еден цит друг, ама тој здраве другата сезона ќе види. Иначе се вратиме на муабет. Спуфинг бат. Спуфинг е кога ќе земи некој што сака да измамва од тие компании луѓе што оѓал се не знам. Ќе му врти на други луѓе, ама ќе го користат твојот број. Значи на луѓето му излегва твојот број, иначе тие не ти го користат бројот. Не ти троши кредит, не се секи. Само што ако му украдат на некој парињата, може тебе да ти се јави на крај, пошто твојот број стои таму. Како тргнала работата, опасни станаве луѓето мора. Особено сега со AI како што се развива, ќе почне тој AI-от сам да ни кради, не му треба ни луѓе него. Зато пред да ги раскажам овие случаи, што ќе ви ги раскажам што би се случи еден ове, да ме потсетам малце, ве предупредам, не вервајте многу на тоа што ќе слушнете на телефон. И AI е стигнат дотаму, може да го реплицира гласот на некој твој, да мислиш дека стварно му требат париња и да му ги пушти. Така што кога се работи нешто за пари, јавувајте се породнините. За секој случај да не нешто него проб. Се, шо ми се случи мене? Чи станвам јас од спиење пред некој 3-4 дена. Завајле на кај 1 сат. Поручек. Како што лечи еден музичар продуцент. Нема врска, седнувам јас да одморам пред телевизор како така вреден работник станва од спиење за да одмори. Ми звони некој број што не го знам. Се пошто нон-стоп нешто се договара, си викам му треба на некој нешто така. Требам телефону и оттаму машки, кавадаречко неготински глас ми звони. Ало ми вика сте ме барале нешто. Там бате грешка. Како грешка ми вели, еве си ми звонат. Јас му викам брата, бе, сега станав од спиење, немам звонето на никој, разбираш. Посоно сигурно нема на некој непознат маш од кавадаречко неготинско му звон. Викам да не си грешка тие, па ми вика брат овде број стоеш, јас само го кликна. Само што ми го рече муавето ми текна дека имене ми се случи истото, можда недела дена претходно. Вртеше некој број 2 пати, јас дали работев нешто или шо и да не сум го слушнал, видов пропуштен повик, кликнав, звонов сте ме барале. И се јави некоја возрастна жена оттаму вика грешка има. Кам како грешка го кликнав број звона кај вас. Ти муавет скроз. Не знам вика изгледа некоја грешка бил. Видиш тогаш ништо не си помисли. Ама од кога ми го направи истиот муавет човек си викам чекај малце мораче. Некој да не ни ги користи нас телефоните да прави далавери. И одма тука отвараш гулу ти вели тоа се вика спуфинг бат. Имало таму некои програми што и користеле тие вагабонтите и одберат некој рандом број од државата, не дека лично твојот го одбра, не си посебен ме сваѓаш. И ќе звонат на некој што сакат да му звонат да пробат да го излажат. Тоа обично со ова збора компјутер, AI машина. Не збора човек ти не знаат македонски, таму кизне од кај се што се ву. Неко завршат работа, завршат, ако не ќе најдат тие, ќе си пробват, не е проблем. Кај мене, кај тебе, кај Митре, кај Трајче, на некој ќе му влезат под кожата и му земат парињата. Што е тука проблем? Твојот број не се користи официјално за звонењето, само така му изгледа. Че го користат како маска техничка, го корица на сликата вака. Така однапред и го ќе отвориш после нивна е книгата, не е твоја. Јарно ама кога ќе спуштат или ако не те добијат кога ќе звони некој уствари ти звони тебе, не му звони ни. Сега ќе речиш од кај знам пошто ем го прочитав, исто така ми се случи пред 2-3 недели да ми звонат од еден многу познат ресторан во центарот на Скопје. Звони телефонот и излегва ресторан тој и тој. Ти му го имам бројот туку на некој фирми така му излегва кога звонат од броите нив. Звони ресторан тој и тој, а јас имам тетка таму што работи, си викам не знам зошто би ми звонала воопшто од бројот работа, мајке крена. Што знаеш, може нешто ќе има некој бизнис, не може да знаеш. Кревам на бројот, па од таму некој роботски глас, си викам овие зарем му го хакнаа бројот на луѓе. Звонав после тоа на бројот нивни. Укажувам вака и вака, појма нема, чи појма нема дека тоа се деша. Дотаму еде на работата ба. И си речиш неој по свету лажат, крадат, кузне како може да те зафркнат, еве ти го дома ти дојде ба. Се има луѓе што велат дека тие оттаму ги снимат разговорите, дека зависно што ќе одговориш, после тоа можат да го исечат и да се
шетават демек по банки, понати ги повлечат пари. Тоа е малце тешко веројатно во Македонија, пошто никој по телефон нема ти повлечи пари. И барем мислам дека не може, не знам. Па на крајот на денот ако слушните некој сумљив акцент или сумљив глас или шо и да е сумљиво, спушти го телефонот, не мора со сите муавет да правите на телефон, така? И чудна работа ние овде, особено по старите генерации во држава, изгорени се на телефон муавет да прават. Земат денес не се слушнав со овој ќе му звони, 2 дена муавет ќе прави. После не се слушнав со овој со него еден тон муавет ќе прави. Се без навреда претежно жените го прато, мажите толку многу не зборат. Сам зборат кога ќе морат или кога ќе сакат, ако му е некоја љубена или врска или жена или шо и да. Ама ако може, ако не мора, ќе се видиме, ќе оправиме муавето, така. Не мора да ми отпадне ушето од збора. И ако ти вели дечко ти, ако те убедва дека многу му е убаво, дека многу сака збора на телефон со тебе, да знаеш дека многу те сака. Не е ти кузне колку му се збора, преви тој да си игра или да си работи нешто што ќе си работи. Ама пошто тебе многу те сака и окей му. Иначе му звони некој друг, нека позбора малце подолго да виж дали ќе сака збор. Како и да е, прајте си како што ви е мерак, ама ако видите дека е нешто сомнително, спуштете телефон. Или па ако напред случајно ако дојди до таму работата да звучи како некој што го знаете дека ви звони, испитајте малце, направите некој муавет, видете дали е таа личноста, не види после леле што направи. Пошто луѓето денешно време се ќе речат и се ќе измислат за да направат пари. Значи за да излажат и за да направат побрзи пари, се ќе направат луѓе. Сме веќе на тема пари, прајање и такви работи. Момент, ова по телевизиите го викаме простор за реклама. То може да биде и шише и чаша и што сакаш може да биде. Исто информативно. Да се вратиме на тема. Значи пазете на кој кревате, со кој зборате и со што зборате. Особено вие од повозрастните генерации. Знаеме дека сте поначитани, понаучени од нас и така натаму, а свето се мени. И за разлика од младите што знаат како функционира тој работ, што го гледат то секој ден, што гледат што може технологијата да направи, вие сте полесна мета, што не ги разбирате толку овие технологии. Вие може да го гледате истото видео што го гледа некој помлад. А дали ќе осватите на ист начин е прашање. Зато не треба се фаќате овде за пиштоли одма да види што сме ние сега смотани, емек вие поке разбирате. Никој не вели дека сте ништо, ама вистината е таа, ние овде вистинска телевизија сме, што си мислите ви? Ќе се лажиме? Не може да се лажиме бе брат, може да се лажи некој подома там. Се правиме муавет, поентата е да си поможиме си. Пошто чим мене ми се случи ова, сигурно му си има и на други случаи. Да не зборам што веќе имало случаи на луѓе да му стигнуваат пораки на мејл, пораки не знам каде, добивте ова, добивте она. Дајте ни тука адреса и пошто сите сме тука, шо да е муфте да е. Изгорени се сите некоја награда добијат, небитно ни дали учествуваат во наградната игра. И си имат исилено, знаеш колку луѓе си имат исилено, ќе напиши таму адреси, матични чуда, све ќе напиши. И уште сметка ни треба за сметката тука да ја потврдиме, ма пушташ сметката, сликаш картичката од двете страни, оп, парината ги нема. Па ги нема бе бате. Ова 42 со книшката вака да мафташ на книшка, ти се никој нема да ти ги. Ема на книшка бате, сега картичката, така го ги знаеш бројчината, го знаеш све што треба да знаеш, толку треба. То кај нас барем има пасворди чуда ова она. Свето ни пасворди немат бе бате. Оди штрак, картичка да титка, тинг, дур не офата. Само што тие таквите што титкат обично знаат колку има лимит, што ќе стигне на телефонот, што не стига нотификација и така натаму. Исто така пример имаме прајно муавет, ама пазете што купувате. Што јас ако кажувам вака, демек како член на помладите стари генерации, како човек што години уле купува од странство, нарачва и то скапи работи. Не зборам за скапи алишта, не патам од такви филми, не мора Гучи да ми пиши на мајцата во рете. Него зборам за опрема, видео, аудио, студио, шо и да е. Иако ги знам сите овие работи, не можам да ви објаснам колку пати сум бил за олку вака, за малце не сум се зафркнал. Ама беритјат, на крајот на денот некојаш и треба да се зафркне, иначе од кај ќе знаеме други. А со овие Тему, Мему, Алиекспрес, тон луѓе си имат зафркнато. Оти ќе речи, оти сите мислат дека се знаат, тој не чита таму ни димензија која е ни шо. Ќе го види, таблет, ќе му дојди тоцкав таблет, прочитај димензија и пиши таму, побарај ревјус, мора да има ревјус, некој има слики клаено, ако нема слики не купувај. Значи има начини, не е само го купив ова супер, сега ќе ми стигне. Некогаш ќе се погоди, ама некогаш бата ќе те зафркне. И са негде има опции да ги вратиш и пари да ти вратат и шо знам јас, ама можеш на тоа да сословно и едно осигурување ќе оплатиш тука и ќе оплаќаш и на крај кога дојде да треба да осигурат ќе ти речат ова не потпаѓа под тоа. Камоли неосигурано купувај, фрлај таму пари. Седи шо збор. Да не речи некој да ти ги дам парината за земање, знаат сите многу. И тоа е за жал како што еволуира светот и технологијата и се останато, така еволуираат и крадците. Има некои луѓе што од кога ќе се родат до крајот на животот, секој момент го посветват на тоа како да не си сработат како луѓе. Да му дај некој принци и принцези вака, да ти го земи то ти што го имаш работено, и то со сласт онака, мислиш со гордост, мислиш кој што има направено. На крајот на денот го ги размислиш кој видиш дека таквите луѓе понекогаш и поубаво живеат од воспитаните луѓе што сакат се да си направат како што треба. Ама пак на крајот на денот и за тоа треба талент бе.
ба. Немош едноставно кога не си така кроен, немој. Од лично искуство си кажам, колку пати сум бил јас во ситуација да можам да заработвам пари, буквално само со појавување. Нити измама, нити ништо, технички ништо, не, преза ништо пари зе. Ама немош бе бате. Немој што воспитањето, тој табието таков ми е, што да правам. Сакам да земам да си го сработам нешто. Глупати има речеме, глупе, многу си глупоти не напред. Глуп сум брат, до толку сум глуп што не знам ни поклон да примам кога ќе ми дава жената или некој. Не знам како да изреагирам. Пошто мене најубаво на душата ми е кој си ја сработам нешто. Кога ќе знам дека сум ја сработил работата, ми е убајна. А исто така ми е убајна, ти кажам прави кога ќе заврши епизодата, пошто стално после епизодата ми се јади и стално има јадење дом. И од тој табиет нема бегање ба. Еднаш дебело дете, секогаш дебело дете. Така што толку од мене за денес. Уште еден апел, пазете со кој правите муавет по телефоните. И ако си негде од Неготинско Кавадаречкиот регион, и ако пред 4-5 дена имаш звонето на некој појма што немај што ти раскажал дел од овие работи на телефонот, тогаш батуле знаеш дека со мене имаш праено муавет. Биди ми поздравен, идете ми сите поздравени, имајте убав викенд. Поздрав!